Во пресрет на новогодишната ноќ, секоја урбана жена посакува посебен изглед. Трендовите и навиките се менуваат, но професионалците од овој бизнис се секогаш подготвени. Кога се прашуваме за фризура и шминка, вистинските одговори ги имаме кај Васка Леонтик. Брендот Леонтик веќе 28 години посветено работи за единствен и препознатлив квалитет. Нема жена која не посакува да блесне за новогодишната ноќ. Што е најактуелно за новогодишна фризура и шминка? Како и секоја година, оваа година ние подготвивме доста фризури и шминка да ви представиме на јавност и на гледачите да видат што тоа значи да се подготвува за по повод новогодишната вечер. Оваа година најмногу се актуелни тематските фризури и шминки. Тоа значи дека спрема тоалетата, накитот и нормално и фризурата се обработува, но фризурите се многу поедноставни или пак имаат некоја тема. Морам да напоменам, бидејќи најмногу актуелни се собраните коси, ретко кој веќе сака косите да бидат пуштени, бидејќи за таа ноќ повеќе се игра, се веселиме и нормално фризурата има шанси повеќе да се опушти, локните или пак самата коса да се залепи и токму поради тоа најпосакувани за таа вечер се косите кои се собрани. Но собраните фризури не се толку строги како што биле некогаш, туку тие се лелеави, лепршави, ослободени во задниот дел, на тој начин самата форма не е укрутена, туку дава една мекост во самата обработка на самата фризура. Што е друго актуелно на самите тие фризури по повод вечерната вечер, нема многу тапирање, локните и самата фризура се обработуваат само со допир на косата, шнолите кои се нанесуваат воопшто не тежат на самата коса, слободата на движењето на косата е многу едноставна, гледате како може да се подига, нема укрутеност и тоа што најмногу клиентите го сакаат да изгледат што поприродни, да имаат фризура, меѓутоа да не бидат дека се излезени од фризер. А во однос на шминката? Кога говориме за шминката мора да има чистина, без разлика каква е кожата на самиот клиент, мора да не се познават ни акни, ни бубулици, да има совршен тен на клиентот и да го нема по пат на нанесувањето на пудрата, на камената пудра или транспарентната пудра, се прави прекрасна чистина, но најголем акцент се дава на предолот на окото, каде што се истакнуваат контурите или вегите, бидејќи сега вегите се доста во тренд и токму поради тоа најголем акцент се дава при шминкањето на предолот на очите. Кој што кажав, за фризурата, така и за шминката, тематските целини и тематските определба на фризури на шминка се најпобарувани, а тоа значи веќе не се носат класичниот тип на облик на форма на око кој што беше излечени очи, жаде стил или пак излечени очи во бадемас дел. Сега веќе тоа се прави повеќе се игра со контурата, а сите нијанси се изнијансирани низ предолот на окото. Само што се внимава, зависност од каков тип на око имаме, дали испакнати очи, мал простор на капако до мал простор на вегета, да се внимава окото ако треба се зголеми или да се намали со играта и сенчењето на тоновите. Кога говориме за нијансата на карминот, се знае дека по повод новогодишната вечер усните мора да бидат истакнати, усните мора да бидат одбележани и нормално да има многу сјај, бидејќи сепак таа вечер е луда и сите сакаат да светат. Студиото Леонтик направи вистинска револуција во услугите на убавина. Дали драстичните модерни промени во шминката и фризурата ќе бидат желба и за новогодишната ноќ? Токму така, бидејќи секоја година секој клиент сака да биде поразличен и поинаков, да не се повторува секоја година со ист имидж, со ист тренд, со иста шминка, со иста фризура, како што и тоалетата се менува, нормално дека и фризурата и шминката се менуваат. Но како што кажувам, секогаш напоменувам, оваа година, не само по повод нова година, воопшто трендот и модата станува препознатлива и се одвојува од претходните години, бидејќи фризурите не се едноставни, не се класично истренирани прави, туку секоја фризура си има посебна линија спрема карактерот на клиентот, физиономијата, конфигурацијата на целото тело, имиджот кој го негува самиот клиент и нормално спрема возраста. Оваа година морам да напоменам дека за прв пат после толку години клиентите прифатија да го менуваат својот имидж и бојата на косата, да имат некоја тема на самиот нивен имидж. До претходно дали можеби беше премногу експонирано таа права коса дека е толку практична, но меѓутоа веќе еве изминативе години, а поготово оваа година има голема разлика во однос на работењето и творењето во нашата дејност. Сите клиенти без разлика на возраста косите ги пострижуваат, менуваат собствен имидж и нормално кон боите има огромна промена.
Порано беше да е нон-стоп една нијанса, но веќе секоја клиентка бара промена во однос на бојата на косата, во техниката на изработка, бидејќи имаме сега многу нови техники на работа, како што е балјажот, сомбрето, омбрето, биби лајцани, бебешките прамени извлечени, бојата веќе не се бои како порано да е константно од корено до врвот, да е еднаква. Токму поради тоа, сите овие промени, поготово мене како креатор на сето ова што го работам и како што ги учам моите ученици, се бара да се даде лик и печат на креаторот што работи. Јас сметам дека покрај нашата работа што работиме со клиентите, имат и нашите ученици прилика да видат како тоа се менува комплетен еден имидж на еден наш клиент, како се гради имидж и стил на еден наш клиент, како тоа се менува од година на година, од сезона на сезона, од прилика на прилика, дека фризурите и шминката не треба да бидат со години идентични, бидејќи ние веќе не сме ни истите. Возраста се менува, лицето се менува, квалитетот на косата се менува и не можеме некоја фризура што и колку да била практична и ни прилегала добро од пред 20-30 години повторно да ја носиме и токму и сега. Мораме да прифатиме колку тоа болело или не болело, дека се менуваме, возраста е немилосрдна, тоа го знам и лично по себе. Токму поради тоа и јас ги прифаќам промените и покрај тоа што некои навики што сме ги имале од минатото не сакаме да си ги напуштиме. Токму поради тоа ова го потенцирам сега. Тематските фризури и тематската шминка е во ек и многу ми е драго дека многу тоа се прифаќа и се почнува да се применува. Речи си секогаш новата фризура, а и различната шминка носи расположение кај дамите. Колку ви дозволуваат целосно да им ја пренесете вашата фантазија? Морам да кажам дека сум многу среќна, веќе дозволуваат сето тоа што веќе не прашуваат што ќе ми направите, него велите оставам на вас што ќе направиш. Веќе имаат комплетна довера. После толку години веќе не ми се случило некој да плаче во салон дека сум го скратил малку повеќе од тоа што порано стварно ми плаче. Морам да бидам искрена и мене ми беше многу тешко, али ја бев стрекна дека ги шишав. Дека јас тоа што сум го наумила, дека знам дека е најдобро за мојата клиентела, дека со покуса коса или постепенаста коса дека поубаво прилегат, но морам да кажам дека пред 15 години имав многу луѓе кои плачеа кога ги шишав, но сега веќе тоа не е така, затоа што веќе самите клиенти барат промена. Веќе тоа што го кажувам, сваќа дека мора секој да има стил, мора да има карактер, мора да има имидж спрема професијата, спрема стилот, на начинот на живот, бидејќи се наметнува едно друго темпо, бидејќи не толку како што сметат долгите коси се практични, напротив, долгата коса бара многу повеќе нега, потешко е да се мие, потешко е да се суши, потешко е да се обликува. Токму таа гледна точка сметам дека ова е сега многу добро. Нормално и трендот на самата работа го наметнато, но се повеќе имаме клиенти кои и мене и на нашите ученици им дозволуваат да се направи голема промена. Веќе неколку години имате искуство со користење на можностите од европските образовни програми и мобилност. Верувам дека придобивките се одлични. Токму така, придобивките не се само кон мене и нашата фирма институцијата во средното школо и обучниот центар и во студиото каде што ги праќаме сите вработени, не само да одат учениците, не само наставниците, не само вработените во студиото кои работат директно со клиентелата, туку придобивката и од друга страна, бидејќи ние не само што праќаме ученици на обука во странство, туку за прв пат оваа година и примаме да дојдат странски ученици и наставници од други држави. Тоа е на тој начин размената на студенти, размената на вработени, размената на лица придонесува и нашите вработени да имат можност и нашите клиентела да видат различна култура, различен стил на работа, различно размислување, а при тоа да видат и каде сме ние, на кој ниво сме, дали заостануваме или одиме напред со чекорите во трендот не само со техниките на работа, туку на начинот на менаџирање во една фирма, комуникација со вработени со тим, потоа начин на размислување како да се прифатат нештата воопшто во животот кога говориме и во општеството, бидејќи верујте има голема разлика, влегувајќи во една средина и во друга средина, исто како еден дом, која некоја домаќинка придонесува во домот да промени, така и начинот на работењето. Придобивките на кој начин ги гледаме ние од европските проекти, можности да се видат различни нешта, што не можеме ние често тоа да патуваме, а верувам дека и учениците не можат слободно сами толку да патуват и не е само патувањето, друго е туристички кога се патува, друго е кога се патува организирано во институција, бидејќи во тие институции не можете сами да отидете. Ако некој не ве покани, ако некој не ве најави или ако не верува во вас.
Прво тие гледат мојата институција каква е, личноста каква сум јас, на кој начин размислувам, како работам, како комуницирам со моите ученици, со мојот тим, бидејќи сето тоа тие го гледат за време на тие 2 недели кога престојуваме на тој проект. Јас сум во личен контакт со директорките, со менаџерките, со тимот на мајстори кои работа, со учениците, го гледат самиот однос, грижата кон нив и токму поради тоа вербата која ќе видат како јас се грижам кон моите ученици, нормално тие ведат во ред и ние нашите ученици ќе ги пуштиме во вашата институција. Придобивката е кон тоа што растеме повеќе, веруваме во самите себе си, моите ученици веруваат во себе и во мојата институција, бидејќи дошле се запишале тука да учат и нормално знаат дека сепак им постои можност дека и нареден пат имаат можности и прилика пак да заминат на некои од тие европски проекти и контакти, бидејќи не е лесно да се работи во туѓа земја, во туѓа држава, во туѓе уредување каде што е многу поразлично од кај нас, колку да сме добри, колку да сметаме дека правиме се најдобро, меѓутоа никош не е на одме да се научат нови техники, нов тип на начин на раководење на една фирма, а што е најбитно се учат други култури. Тие култури не само не учат како да размислуваме за нив, туку ги гледаме како нивната клиентела доаѓа, како се однесува за време на кога се оди на фризер, на козметичар, на шминкер, како тие комуницираат со нивните стилисти, која е разликата, мислам има огромна разлика. Затоа што велам, секое општество има различно уредување, различен начин на култура, различно живење, а сето тоа ние го примаме, сакаме или не ќе си го пренесуваме во текот на нашето работење.